учесници и говорници. Се надевам дека ќе имаме интересна виртуелна конференција. Би предложил да почекаме уште некои. Гледаме и бројката на учесници се зголемува. Дали ме слушате добро? Добро. Тоаш предлагам да започнеме. Почитувани гости и говорници, добредојдовте на оваа виртуелна конференција за промоција на првата инвестиција на акселераторот УКИ. Како дел на технолошки акселератор нудиме можности за креирање на идни квалитетни бизнис решенија. Драго ми е што овој промотивен настан во услови на пандемија поддржуваме со помош на технолошките можности. Ово е уште еден доказ дека сме иновативно општество кое се прилагодува на условите за живење и функционирање. Ваши домаќини и почитувани говорници на овој настан се професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот Свети Кирил Методи, Фатмир Бетики, заменик на председателот на владата на РСМ одговорен за економски прашања, Коста Петров, директор на Фондот за инновации и технолошки развој и професорот доктор Ѓорѓи Маџаров, директорот на Elevate Global. Денеска ќе говориме за можностите и поддршката за реализација на вашите бизнис соништа преку инвестициите кои ги нуди акселераторот УКИ, ФИТАР и државата и да ја раскажеме нашата прва успешна бизнис приказна. Горди сме што имаме можност да поддржиме компанија која го освојува светот. Горда треба да види Македонија како држава која продуцира умни решенија, корисни и применливи за целиот свет. Ве повикувам да се пријавите на отворениот повик за апликации за поддршка на акселераторот УКИМ, кој е објавен на нашата интернет страница и на сите социјални медиуми. Поддршката вклучува во рана фаза и прилагодени програми за поддршка на бизнисот, вклучувајќи менторство и пристап до меѓународни пазари, фондови, мрежи и заедници. На располагање ви се достапни целокупното искуство и ресурси на основачите УКИМ Innovate, Развојната фондација Кримсон, Ревизорското друштво РСМ и фондацијата професор доктор Димитар Стамболиев, кои заедно со над 3000 академски кадар на УКИМ, 25 ментори, успешни македонци во светот представени преку Обединетата македонска дијаспора и нашите меѓународни партнери ќе ви помогнат да го остварите својот бизнис потенцијал. Воедно сакам да ве охрабрам вас, учесниците, да ги поставите своите прашања наменети за акселераторот УКИМ и за говорниците во делот прашања и одговори, односно Q&A, за што сме подготвени да одговориме после во ведните обраќања. Го поканувам ректорот на УКИМ, професор доктор Никола Јанкуловски, да ви се обрати. Повелете, ректор. Благодарам. Почитувани, ми представува чест и задоволство што денес конечно можеме да ја промовираме иновацијата која ќе биде поддржана во акселераторското друштво, со што ќе кориме во реализација на мисијата која треба да ја исполни акселераторот Свети Кирил и Методи и нашиот универзитет, кој е најголемиот содружник на ова друштво. Со материјалната и финансиската поддршка што ја дава УКИМ на овој акселератор, покажуваме дека УКИМ е општествено одговорен и современ универзитет отворен за развој на иновации и бизнис идеи кои се рефлектираат на развојот на нашите кадри, на нашиот универзитет и на општеството во целина. Универзитетот Свети Кирил и Методи со својот диверзитет на научни области кои ги покриваат факултетите и институтите на универзитетот, со огромниот потенцијал на човечки ресурси во сите научни подрачја, со големиот број на лаборатории како и материјални ресурси со кои располага, несомнено ги задоволува сите предуслови за партиципација во акселератор во кој, ставајќи ги во функција сите своји капацитети, ќе може најефикасно да придонесе за развој на стартапи, забрзување на нивниот раст и развој и со помош на останатите содружници нивно меѓународно мрежување и партиципација на глобалниот пазар. Со овој проект фактички универзитетот ги стави во функција своите капацитети заедно со финансиските капацитети и експертизата во сферата на инвестицијските фондови кои ја имаат останатите содружници. УКИМ ја прошири својата научна активност, држејќи чекор со современите трендови. Нашите факултети и институти во континуитет создаваат апликативни решенија за потребите на локалната и глобалната индустрија
како резултат на одличната соработка меѓу универзитетите, истражувачките лаборатории, компаниите и стартапите. Дополнително, комерцијализацијата на истражувачките проекти и идеи е дополнителен импулс за научно-истражувачките кадри и за нашите единици кои со тоа си обезбедуваат дополнителни буџети за развој на науката и материјални ресурси неопходни за нејзино операционализирање. Креативноста, квалитетот, знаењето и иновативноста која може да ја понуди УКИМ во соработка со трговските друштва, основани од УКИМ, се значаен инпут за ефикасноста на акцелераторот. Фондот за иновации и технолошки развој ги разпознава нашите капацитети и нашиот квалитет и токму затоа го поддржа овој голем проект. Пред да се формира акцелераторот УКИМ, формираше трговско друштво за трансфер на технологии Innovate, кое многу успешно работи овие 2 години. Тоа е место за развој и инкубирање на иновации и нивно етаблирање во мали спин-офф компании, чија цел е да се зајакнат и пазарно да се позиционираат. Исто така, од нашиот универзитет се произлезени и неколку стартап компании, основани од колегите од техничките факултети, кои се успешно етаблирани на пазарот и кои за својот раст и развој можат да ги користат услугите на нашиот акцелератор. Универзитетот ја поддржува идејата за формирање на трговски друштва на факултетите, а и самиот е основач на неколку трговски друштва кои се успешно етаблирани не само на локалниот, туку и на меѓународниот пазар. Така, да речеме, во 2018 година се основани 2 трговски друштва. Едното е Интеруниверзитетската академија Прима, кое е друштво за обуки основано од УКИМ и УКЛО, Битолскиот универзитет, и Друштвото за трансфер на технологии Innovate. Трговското друштво Цирко, кое работи во сфера на лиценцирани услуги во областа на машинството, сега е пренесено на Машинскиот факултет, а опитно поле е пренесено на Факултетот за земјоделски науки и храна, ДИПКО на Градежниот факултет и така натаму. Посебна важност за воспоставување на мрежи на соработка има трговското друштво Innovate. Трговското друштво Innovate е визионерски формирано како центар за трансфер на технологии со цел да делува во поттикнување на трансферот на знаења од универзитетско ниво во реалниот сектор, трансфер и развој на иновации, луѓе и технологии од и во други земји. Центарот за трансфер на технологии работи на градење на тимови и мрежи кои го возможуваат трансферот на напредни и софистицирани знаења и технологии во двата правца, кон научно-истражувачката заедница и кон стопанството. Во таа насока Innovate дава помош при комерцијализација на иновациите, управување со интелектуалниот капитал, барање на партнери, технологии, информации и изнаоѓање на купувачи на правата од интелектуална собственост и слично. Трансферот на технологија се обезбедува преку континуиран и осмислен систем на обуки, сместување на фирмите на дадената локација, истражување и производство на прототипови на производи. Innovate во сите наведени процеси превзема информативна, едукативна и советодавна улога. Трансформација на образованието, засновано на совладување на теоријата преку решавање на реални проблеми, е предизвик во целиот свет. Образованието и универзитетите треба да се фокусираат на предизвикување на студентите, учење засновано на проблеми, за да ги држат подалеку од онаа нивна комфортна зона. Во таа насока кадарот на УКИМ прави сериозни исчекори кон унапредување на наставниот процес и на тој начин прави напори да го ослободи креативниот потенцијал на студентите.
Минатата година се поддржа интердисциплинарни стартапи основани токму од студентите на УКИМ во понатамошниот развој на нивните идеи. Но едно е клучно е фактички времето на развој на идејата. Студентите треба да се ослободат од чувството на неуспех, што е многу важно од психолошки аспект. Автоматизацијата и технологијата заменуваат голем дел од работните места, но само креативните млади умови, како нашите студенти, можат да ја потикнат и создадат иновацијата и да создадат нови производи и услуги. Во тој контекст, современо поставеното високо образование, пристапот до лабораториите и знаењето на нашиот кадар, пристапот до можностите за инвестиции и финансирање од акцелераторот УКИМ и од Фондот за иновации и технолошки развој, овозможува добра основа на студентите и сите основачи предприемачи да ги реализираат своите идеи базирани на иновации. УКИМ создава квалитетни високообразовни кадри, креира научна подлога за развој на општеството и дава огромен придонес во развојот на државата. Всушност, нашите студенти и нашите кадри се креатори и учесници на речиси на сите големи индустријски капацитети во државата, како што се електрани, фабрики, технолошки процесни објекти и се што може да се замисли во светот на индустријата. Нашата визија е овој тренд да продолжи. Иако може би се чини дека се е веќе измислено, сепак едно е сигурно, има многу што од веќе измисленото да се унапреди, да се оптимизира и да се подобри, а тоа секако води до нови изуми, до нови производи. Особено сме горди на интердисциплинарноста на УКИМ, но постојано бараме начини како да ја зголемиме соработката помеѓу различните членки, институти, кадарот и студентите, бидејќи тој е успехот на иновациите. Синергијата на владината поддршка која влегува во како финансиска поддршка во акцелераторското друштво, универзитетот и бизнис заедницата се во светот веќе познати практики како така наречен троен хеликс модел, која може да резултира со значајни ефекти за сите три страни. Во таа насока ги потикнувам студентите и наставниците да го прифатат предизвикот во креирање иновации и развој на нови бизнис идеи од кои ќе произлезат нови стартапи кои ќе имаат научната и стручната поддршка за раст и развој. Од мене толку, ви благодарам, па да видиме понатаму. Ви благодарам, професор Јанкуловски, за свесрдната поддршка што ја давате во функционирањето на УКИМ и за свесноста и улогата на најстариот и најголемиот универзитет во Македонија за важноста и ефектите од соработката со индустријата. Секако оваа поддршка универзитетите создаваат дополнителна вредност во услови кога имаме успешна клима за функционирање на бизнисот и науката. Нашиот академски кадар е подготвен да ви помогне доколку аплицирате на нашиот повик за инвестиции објавен на интернет страницата на акселераторот УКИМ. Како втор говорник го поканувам господинот Ватмир Петиќи, заменик на председателот на владата на РСМ задолжен за економски прашања, да го изнесе ставот на државата кон стартап компаниите и акселераторската поддршка. Повелете, Петиќи. Благодарам, господин Стамбулиев. Почитуван ректор на УКИМ, господин Јанкуловски, почитуван директор на Фондот за иновации, Коста Петров, почитувани иноватори. Денеска ми представува задоволство што сум дел од овој навистина убав настан, на кој ќе извршиме промоција на првата компанија која ќе биде поддржана од бизнис акселераторот УКИМ. Првата компанија во иднина се надевам дека ќе станат голем број. На овој акселератор станува иновативната компанија Elevate Global, чија што основна дејност е примена на вештачката интелигенција и машинското учење за предвидување на состојбата во енергетската индустрија и во телекомуникацијските компании. Навистина ова е нова ера во тоа што ние како влада сакаме да дадеме пристап во следниот период. Токму за вакви иновативни стартап
и спин-оф компании одлучивме преку Фондот за иновации и технолошки развој да стимулираме формирање и поддршка на 3 акселератори, чија што главна цел е да обезбедат финансиски средства, но и експертска помош за забрзување, акселерација на проектите на иновативните компании. Освен акселераторот УКИМ, со поддршка од ФИТР, се формирани и акселераторот на СИВУС, Едукативен развоен центар и X-факторот, акселераторот од ВЕЛЕС. Вкупните проекти на трите акселератори за време од 3 години изнесуваат околу 2 милиони евра, од кои 1,45 милиони евра или 72,5% од средствата се обезбедени од буџетот на Фондот за иновации и технолошки развој со поддршка од Канцеларијата на Светската банка. Сите ние знаеме дека микро, малите и средните предпријатија се во најголем број и се срцето на секоја економија. Така е и кај нас. Ако до пред 3 години постојано слушавме дека компаниите се соочуваат со сериозни проблеми во изнаоѓање на финанси за отпочнување на бизнес, реализација на нивните бизнес идеи, за унапредување на нивните процеси, за проширување и технолошки развој, сите сме сведоци дека денес таа состојба е многу подобра. Во изминатите 3 години креиравме лепеза на можности за младите лица, за креативните луѓе, за веќе оформените компании. Тука би ги споменал грантовите и кредити за самовработување преку Агенцијата за вработување, мерките од Фондот за иновации и технолошки развој со кои го издигнавме фондот на навистина високо ниво, а стана препознатлив за поддршка на микро, малите и средни компании, стартап и спин-оф. Би го споменал и Законот за финансиска поддршка на инвестиции со кој обезбедуваме поддршка за инвестиции на производствените компании, за изградба на производствени хали, набавка на нови машини, поведување на нови технологии, алати и други средства кои се користат во производството, центри за истражување и развој и стимулирање на повисоко плати за вработените. Дополнително обезбедуваме пристап до ефтини кредити преку Развојната банка на Република Северна Македонија, а може да се забележи и трендот на намалување на каматните стапки на заемите од комерцијалните банки. Еве овде само ќе напоменам дека и во време на пандемија ние воведовме за сега единствен механизам за кредитирање во Република Северна Македонија, кој што во изминатите 30 години не се случило, а тоа е државна гаранција за обезбедување комерцијални кредити за компаниите. Нов механизам кој што сметам дека во наредниот период ќе даде и tekakов стимул за поддршка не само на стартап заедницата, туку воопшто на целата бизнес заедница. Веќе никој или ретко кој зборува дека пристапот до финанси е проблем, што значи дека сме на добар пат. Она што сега треба, а и го правиме, е да ја стимулираме конкурентноста на компаниите. Тоа значи да бидат продуктивни, ефикасни, да креираат производи и услуги кои со квалитетот, цената и брзината на испорока ќе бидат на исто ниво како во развиените земји. Наша цел е да имаме развојна и одржлива економија, а наша визија е да имаме се повеќе компании од сите сектори кои ќе бидат рамо до рамо со оние од развиените земји. Ќе повторам, конкурентни не на домашниот пазар, конкурентни на регионалниот и глобален пазар. Сметам дека овој модел кој бизнес акселераторот на УКИМ го спроведува е вистински одржлив и модел кој е полн со потенцијал. Трипартитната соработка помеѓу бизнес секторот кој обезбедува финанси и ноу-хау, знаењето и мудроста на академската заедница и иновативноста на младите е според мене вистинскиот прогресивен дух со кој ќе го развиваме стартап екосистемот. За крај би сакал да посакам успех во реализацијата на проектот на Elevate Global, да продолжи со добрата работа. Воедно посакувам уште многу вакви компании да се јават, да аплицираат во акселераторите и да ги користат сите придобивки од нивното формирање. Јас верувам дека нашето општество изобилува со млади, креативни, способни луѓе. Следете ги модерните текови, охрабрете се, остварете ги вашите сништа.
разгледајте ги можностите во бизнес акселераторот УКИМ, во Сивиус акселераторот, во X Factor акселераторот, во Фондот за иновации и технолошки развој, развијте ја идејата и аплицирајте. Младите луѓе се нашата сегашност и иднина. Верувам во успехот на младите, на компаниите, на државата, инаку не би бил овде каде што сум. Да присуствуваме на уште многу вакви настани и ви благодарам. Ви благодарам. Благодарам на заменикот на председателот на владата на РСМ задолжен за економски прашања за окрупнувањето на сите учесници на настанот да започнат собствен бизнис и практично да го применат своето знаење во реализација на нови идеи и бизнис. Важно е да се знае дека државата дава поддршка при започнување на секој бизнис. Затоа сме основани и ние како акселератор УКИМ за да овозможиме вашата визија да стане реалност, затоа што веруваме дека успешен стартап е оној кој ќе прерасне во бизнис. Воедно сакам да му се заблагодарам на присуството и придонесот на заменикот на председателот на владата, господинот Битики, кој поради обврски мора да замине од конференцијата порано. Сите прашања наменети за владата и фондот ќе ги одговори директно. За тоа како државата ги поддржува иновативните решенија, ќе говори Коста Петров, директор на Фондот за иновации и технолошки развој. Повелете, Коста. Здраво на сите. Супер е денес да се биде дел на ваков настан. За следен пат маца да имаме джендер баланс. Мислам да уклучиме и представници од другиот пол, за да покажеме дека и тие се вклучени во она што се случува во стартап заедницата. Им благодарам на сите за излагањето. Ја морам да кажам дека најголем херој тука од сите нас денес е Elevate Global. Ја да ви честитам за идејата, за тоа што сакате да го направите, за тоа што тек сега ќе го направите. Искрено верувам дека компании како вашата, луѓе како тебе, Ѓорги, се тие што ќе донесат позитивна промена и ќе ја промениме перцепцијата во нашата земја, што значи да си претприемач, што значи да си бизнисмен, што значи да имаш визија. Ја нема да должам многу, накратко ќе се осврнам на некои од работите што фондот ги правеше до сега и што планираме да ги правиме во блиска иднина. Фондот во последните 5 години поддржа 305 стартапи со вкупен буџет од 27,4 милиони евра, од каде што ФИТР финансирање е 17,2 милиони евра, а корисниците кофинансираат 10 милиони евра. Навистина тоа што е направено до сега е на еден начин дава столбови на нашата наследниот чекор, односно таму каде што ќе се развива Фондот за иновации. Она на што сум особено горд е што за прв пат и фондот и државата почнуваат да развиваат стратегија за македонскиот стартап екосистем. Веќе следната недела ќе го објавиме и нашиот стартап совет, во кој што ќе има представници од владата, од ФИТР и представници од македонскиот стартап екосистем, кој што во следните 60 дена треба и ќе подготви полиси план, кој што ќе опфаќа законски измени, особено одредени закони кои што на еден начин сега не им дозволува на иноваторите, на претприемачите од стартап секторот навистина да ги развиваат своите бизнеси. Зборувам како ликвидација на фирма, отворање на фирма за 1 евро и една нова иницијатива е привлекување на странци, работиме на нова стратегија за дигитални номади. Исто така што се однесува до стартап заедницата, веќе работиме на стратешко партнерство со Стартап Македонија, со кој што ќе работиме на годишен стартап екосистем репорт, национален стартап самит, развивање на нови менторинг програми. Веќе и во ФИТР развиваме нова менторинг програма која што се развива во 4 дела. Прво ќе имаме менторинг програма за постоечки корисници, менторинг програма за заинтересирани лица, оние лица кои што не добиле грантови, биле одбиени. Сакаме со нив да бидеме во тој процес, да видиме кои се тие работи што треба да ги подобрат. И развиваме VIP менторинг програма, која што ќе ја користиме за претприемачи и стартапи кои што имаат висок потенцијал. Исто така во план е формирање клуб на основачи и мрежа на стартап амбасадори со цел македонските стартапи полесно да ги промовираме навсекаде во светот. Мата да се осврнам на акселераторите, тоа е проект на кој што навистина се гордам во одно што е инволвиран. Акселераторите се особено важни во еден нов стартап екосистем како нашиот. Акселераторот нуди поддршка за екосистемот, се разбира финансиска поддршка, менторирање и алатки и оно што е многу важно, градење на една локална и глобална мрежа. Како што кажа Фатмир, во моментов ние работиме со 3 акселератори. X Factor, кој што има вкупен буџет 600.000 евра, ние кофинансираме 450.000 евра, тие 150.000 евра.
Време траење на проектот е 30 месеци, во моментов има направено 2 инвестиции, Vision Dynamics и Матриошка. Sibux акселераторот, кој што има вкупен буџет од 729.000 евра, каде што Фитер кофинансира 494.000 евра, а Sibux 234.000 евра. За жал не е направена инвестиција и тука и сте вие, Уким акселераторот, кој што има вкупен буџет од 664.000 евра, од кои ние даваме 498.000 евра. Како што кажав, акселераторите се многу важни, но е напорака од мене и до сите други акселератори, мора да бидеме похрабри кога доаѓа до инвестирањето. Мора да се фокусираме малку повеќе на ризици, меѓутоа штета е овие средства кои што ги имаме и ние и вие да не ги искористиме во инвестирање. Така да бидете малку похрабри, бидете малку по-риск ориентирани и верувам дека може да направиме вистински инвестиции кои што навистина може да направат огромна промена во стартап екосистемот. И за крај, до сите што не следат, особено тие што имаат стартапи, што планираат да имаат стартапи, неколку совети од мене. Развивајте scalable бизнис модел, многу е важно да имате добра маркетинг стратегија за продажба, многу поважно добар план за имплементација и она што е многу важно да не се фокусираме само на национално, туку и глобално ниво. Македонија може да биде почетен пазар, но нашите идеи, нашите визии да ги реализираме глобално. Она што исто така многу важно, имајте добра визија, обкружете се со добар тим, сватете дека светот константно се менува. Да, живееме во неверојатни времиња, меѓутоа овие времиња на COVID-19 ни покажуваат дека ако имате добра визија, ако имате добра идеја, нема пречка зошто таа да не ја реализирате. И се разбира, фондот е тука за сите вас. Ја го гледам фондот како двигател и дел од македонскиот стартап екосистем. Тука сме за сите ваши идеи, критики, заеднички, со инклузивен процес на вистина само можеме да изградиме еден добар стартап екосистем. И она што е моја лична желба и се надам дека ќе биде наша реалност е конечно и креирање на глобален македонски продукт. Така да фала ви на сите, уште еднаш Георги честитки за се тоа што го правите и за се што ви треба. Тука сме за вас, заедно да изодиме по овој пат на иновација. Благодарам директоре за охрабрувањето дадено упатено кон нас акселераторите до сите стартапи да размислуваме глобално и да фокусираме нашата енергија и да бидеме поголеми преземачи на ризик. Првата наша успешна инвестиција во целост го оправда и докажа она што досега го говореа сите представници на институциите на системот. Сега го поканувам Ѓорѓи Маџаров, директор на Elevate Global, да го раскаже патот на сонувачите кои го живеат својот сон, односно да го сподели сопственото искуство од соработката со нашиот акселератор. Воедно, сакам да ве потсетам дека е отворен нашиот повик за апликации за инвестиции. Повелете, Маџаров. Благодарам. Најпрво би сакал да се заблагодарам и да кажам дека ми е особена чест и задоволство што денес се промовираме како прва компанија, стартап компанија, која што е поддржана, јас би рекол, од акселераторот и се надевам дека ќе биде првата компанија поддржана од акселераторите, кој што ќе даде еден голем буст во следните инвестиции кои што ќе бидат направени и ќе докажат својата големина, односно идејата која што сакаат да испромовираат. Најпрво би сакал да се заблагодарам до тимот на Elevate Global, без кој што беше невозможно да се случи. Ќе ги спомнам и по име, затоа што навистина ми значи нивната поддршка во целиот овој процес, бидејќи сите заедно гиневме за да стигнеме до тука, до каде што сме. Почнувајќи од Горан, Кристијан, Лазе, Александар, Жарко, нашите поранешни членови кои што веќе заминаа на докторски и на магистерски студии, Петар, Кристина, Стефан и уште неколку практиканти, без кои што ваквата приказна не може да биде стварност. Кога започна се? Започна некаде средина на 2018 година, кога двајца инженери без никакво искуство во предприемништво имаа некаква идеја која што сакаа да ја реализираат. Почнавме да работиме на идејата
со тоа што беше повеќе истражувачки, неголи идеја која што сакавме да претвориме директно во имплементација. И дојде бета пич локалниот настан тука во Скопје, кој што имаше регионален опфат и на кој што беше презентирана самата идеја. Неочекувано за нас, бидејќи тоа беше првиот настан на кој што учествувавме, го победивме на тој настан и како најдобра идеја, како најдобра стратегија за бизнис и како најдобро решение кое што се однесуваше на предвидување на временски серии кои што се тесно поврзани со обработка на сензорски податоци. Учествувавме на глобалниот настан во Берлин веќе наредниот месец. Иако тоа беше прв пич за нас, за нашата идеја, за нашето решение кое што имавме за цел да го оствариме и да го направиме, победивме там. Значи, идејата беше препозната, еден глобален настан каде што имаш учесници буквално од цела Европа, каде што бевме препознати со нашиот ентузијазам, со идејата која што имавме со цел да направиме некаква промена во однос на оптимизацијата и правилното трошење на ресурсите на планетата. Потоа се нижија и други награди, започнувајќи од победата на ГИС настанот кој што беше организиран тука, беше регионален за цела југоисточна Европа, би рекол, па потоа со изборот на 30 стартап компании најиновативни за југоисточна Европа на Течтур во Бугарија, во Софија настанот, па се до пред неколку дена кога бевме добитници на уште една награда Merit Award за Digital Innovation на ВИЦ глобалниот настан во Малезија. Накратко, од 2018 започнавме со имплементација на оваа идеја, меѓутоа бевме фокусирани на не само на решението кое што сакавме да го дадеме, туку едноставно бевме фокусирани на обезбедување на средства за нашите вработени, па бевме комплетно bootstrapping компанија која што заработуваше од една страна и инвестираше во решение кое што мислевме дека ќе може да успее на глобалниот и на светскиот пазар. Морам да истакнам тука поддршката која што ја добивме од Фондот за иновации за стартап компании кој што ни даде еден буст и помогна да размислуваме како директно да го имплементираме решението и да го понудиме на пазарот. За денес, за отприлика 2 недели да имаме првата официјална верзија од нашиот софтвер, кој што веќе пилотира со 3 компании, светски компании, каде што очекуваме да се случат првите договори за нашето решение, бидејќи е подготвено и спремно да освојуваме нови пазари. Меѓутоа, она што е многу битно во целата приказна е дека на крајот завршивме повторно сите со инженерско искуство. Значи јас, мојот колега Горан, во меѓувреме и се приклучи уште Жарко, па потоа и Владимир, кој што имаат малку повеќе искуство во бизнес девелопмент. Меѓутоа, тука, во рамки на тој дел, бевме најслаби, би рекол. И она што го очекуваме од акцелераторот и со поддршката која што ја добиваме од акцелераторот, не е само финансиската поддршка, инвестицијата која што се прави, туку едноставно најмногу поддршка очекуваме во развојот на бизнисот, односно бизнис идејата, пласирање на пазарот, стратегија на продажба, стратегија на маркетирање, каде што ќе можат вистински професионалци и експерти од тие области да дадат еден голем буст на еден производ, се со цел да направиме една успешна приказна на овие простори. И тоа е всушност она што од овој потребен екосистем за стартап компаниите навистина треба да го изреализираме. Поддршката која што овие екосистеми се креираат кај нас во последно време, а се веќе многу добро познати на западниот свет, па дури на источниот свет, мислам дека ќе играат круцијална улога за да ги натераат младите да размислуваат и да направат своји бизнис идеи, своји решенија со кои што ќе се промовираат на пазарот и кои што ќе освојуваат нови пазари. Значи, поддршката која што ќе дојде од експертизата која што постои не само кај нас, туку конекцијата со експерти од странство исто така е секогаш добре дојде на се со цел да може да се направи соодветен раст и да се препознаат
добрите идеи, убавите идеи, решенијата и се разбира решенијата кои што ќе можат да заштедат одредени ресурси или да отворат нови канали за ревењу, односно за приходи. Така што оваа инвестиција на вистина нас многу ни значи. Се надевам дека во наредниот период ќе успееме да ја оправдаме довербата. Очекуваме дека после овој чекор ќе можеме да одиме веќе на следна рунда на инвестиција, меѓутоа се надевам дека тоа ќе биде во некоја голем фонд надвор од нашата земја, каде што ќе можеме да правиме партнерства со големи компании кои што ќе го препознаат нашето решение како решение кое што ќе им носи одредена вредност и се разбира ќе бидат среќни да го употребуваат бидејќи е направено согласно сите најнови state of the art технологии и решенија кои што моментално се во research фаза и во апликабилна фаза во светот. Ви благодарам. Ви благодарам, Ѓорѓи, за навистина инспиративната приказна. Да, се сеќавам на Бетапич 2018, кога заедно почнавме овдека, бевме заедно и во Берлин. Особено ми е драго што токму првата инвестиција доаѓа од наставниот кадар на УКИМ. Што сакам да се надоврзам и на тоа што го кажа ректорот досега, дека УКИМ го поседува потенцијалот и знаењето, тоа што можеби треба да особено да го даде акселераторот и фитера е да се даде бизнес перспективата на секоја замисла, идеја на вработените и на студентите на УКИМ. Со обраќањата на нашите гости се обидовме токму да ви ги прикажеме активностите кои се реализираа изминативе години, да ја објасниме и разјасниме улогата на акселераторите, особено на акселераторот УКИМ, инструментите кои што ги има фитера за поддршка на компаниите, која е улогата и на државата, особено на универзитетот, во поддршка на бизнисот на новите идеи и да ја прикажеме реалната приказна која доби поддршка од акселераторот УКИМ. За и вашата приказна да стане реалност, ве охрабрувам да аплицирате на нашиот отворен повик за инвестиции. Сега би ги замолил учесниците да ги споделат своите прашања во делот Q&A со цел да го искористиме присуството на сите говорници и да добиете прашања за кои што вие сте особено заинтересирани. Во меѓувремено ви сакам да се навратам назад на Ѓорѓи. Дали може да не кажете повеќе за Merit Winner Digital Innovation Award, кој всушност ви ја додели наградата, како течеше аплицирањето, што значи тоа во деловниот свет, дали тоа ви дава нови деловни можности понатаму? Повелете, Ѓорѓи. Ви благодарам. Значи, тоа се случи пред 10 дена. Прво благодарност до Масит, кој што ние станавме членки во изминатиот период на Масит и нашето решение буквално тие го аплицира, бидејќи исто така Масит го препозна како едно од поиновативните решенија тука во Македонија. Бевме повикани да аплицираме со нашето решение, аплициравме на тој глобален настан каде што учествуваат повеќе од 80 земји и на тој глобален настан во Малезија го добивме признанието за Digital Innovation, кој што укажува на едно големо признание, не само на овие простори тука во западниот свет, туку и на источниот свет, односно источниот пазар. Така што тоа е големо препознавање за она што го правиме, бидејќи таму буквално беше представен и самиот бизнис план, беше представено директно и решението, беа достапни материјали кои што се однесуваат на што е тоа што прави решението, директно беше направено презентација, демо на самото решение, така што навистина ни значи самата награда, бидејќи доаѓа од комплетно, како би рекле ние, независен ентитет, кој што навистина е далеку од нас и кој што навистина има видено многу такви решенија во неговата историја. Кредибилноста на таквиот настан е огромна, бидејќи тоа го прави уназад 10 на 15 години, односно пронаоѓа иновативни решенија на секаде низ светот. Благодарам. Повторно прашање до вас. Дали можете да ни дадете повеќе детали за вашиот производ? Да,
тука најкомотно, најкомфортно се чувствувам кога треба да дадам детали за решението, бидејќи пак ќе речем, ние сме инженери, и тоа најдобро го правиме кога зборуваме за инженерските решенија, така да можеме да зборуваме на оваа тема многу подолго. Значи се работи за анализа и моделирање на временски серии, каде што временските серии кои што ги моделираме и предвидуваме доаѓаат од секторот на производство и користење на електрична енергија и дополнително за обработка на брзи стримови од податоци кои што ги има во областа на Big Data, меѓутоа нашето решение е конкретно насочено во обработка на менаџирање на инфраструктура во телекомуникацијски компании. Тоа значи дека протоколските пораки кои што се разменуваат во рамките на VoIP сервисите, едноставно се филтрираат, мониторираат во реал тайм, се со цел да може да се даде предикција за квалитетот на инфраструктурата со која што располагаме и да обезбеди оптимизација на користење на таквите ресурси. Уште повеќе оптимизација во однос на потрошувачката на енергија која што имаме на day-ahead ниво, односно предвидување и оптимизација на ресурсите за потрошка на електрична енергија и за производство на електрична енергија од соларни централи и од ветерници, се со цел да знаеме унапред колку треба да произведеме, колку треба да купиме електрична енергија, се разбира, и како да го оптимизираме тоа најдобро и најмалку да имаме отфрлување, односно неискористеност на енергија, бидејќи енергијата е пари, меѓутоа денес кога се соочуваме со огромно загадување на планетата, тоа остава и carbon footprint соодветен, кој што со соодветна оптимизација која што би била направена ќе можеме да го намалиме. Значи секој процент е битен, се бориме за секој процент, односно да ги намалиме трошоците на соодветните компании при оптимизацијата на овој ресурс, меѓутоа и за се разбира за продолжување на долговечноста на нашата планета. Значи тотално зелено решение, би рекол на некој начин. Благодарам, Ѓорѓе, на исцрпниот одговор. Имаме второ прашање од Александар Велков, кој што вели дали конкретната инвестиција equity и каква е екзит стратегијата на акселераторот во оваа инвестиција. Да, инвестицијата е целосен equity. Таа ќе се спроведе во две фази. Првата фаза е иницијална инвестиција во износ од 25.000 евра и последователна инвестиција од 75.000 евра. Во оваа фаза не можеме да разговараме за која е нашата екзит стратегија со компанијата Elevate Global. Директоре Петров, вие само што ја започнавте вашата кариера во Фондот за иновации. Вчера и ве гледавме на Fitera Classroom и веќе споменавте активности кои што се ќе бидат новитет за Fitera. Дали може да ни дадете повеќе информации, каде можеме да ги добиеме истите информации, се со цел да ги охрабриме нашите и вашите клиенти да го преземат ризикот и да аплицираат кај вас и кај нас? Да. Значи, во наредниот период во Fitera стварно ќе се случуваат многу интересни работи. Ќе се продолжиме ние со постоечките инструменти, планирани се неколку нови предизвици за малце поинтересни теми. Предизвик ќе имаме нов баш следна недела, новиот повик за кофинансирање ќе го најавиме до крајот на месецот. Она на што работиме во моментов е заселување на инструменти да што ги имаме, што ги таргетираат малите и средни компании и стартапите. Меѓутоа во план е и се разбира законските измени треба да се случат негде крај на јуни, да направиме и Fund of Fund. Значи веќе со Fund of Fund ќе можеме да работиме со инвестиции и во компании кои што имаат многу побрз раст. Така да тоа е една од работите. Она што мене ми е важно е законските измени кои што се како потребни за една нова енергија да се внесе во стартап екосистемот. Ви кажав, тоа ќе го правиме заедно со Стартап Советот. Значи работиме на policy paper кој што на почетокот на следниот месец ќе го презентираме и заедно со заменик претседател на владата Фатмир ќе почнеме да работиме на стратегија на тие законски измени.
Воведуваме и нови менторинг програми, воведуваме и нови алатки кои што ќе може да се користат, а исто така мојата цел што сакам да направиме, бидејќи ние зборуваме за иновации во приватниот сектор, меѓутоа мора да идат паралелно со тие во државниот сектор. Така да сега разработуваме стратегија каде што ќе можеме и ние да делуваме во одредени процеси кои што ќе воведат иновации во институциите. И се на се Твитер да се развие во една организација која што ќе биде двигател на иновациите во нашата земја. Се разбира, ќе ни треба вашата поддршка, ќе ни треба поддршката на академската заедница, на стартап заедницата, бидејќи знаете дека во една земја да има иновации потребна е одлична кооперација, одлично разбирање помеѓу државата, помеѓу академскиот сектор и приватниот сектор. И сам дека тоа ќе го успееме да го направиме во наредниот период и навистина да позиционираме Македонија како регионален стартап хаб. Знаете дека работиме и на регионалниот инвестициски фонд. Тоа се надеваме дека исто ќе се случи во наредните неколку месеци. Со регионалниот инвестициски фонд веќе имаме аксес на пазарот, рече се 20 милиони луѓе, така да е многу поголема шанса за успех на нашите компании, за нашите стартапи. Се разбира, ние редовно си комуницираме со сите. Она што ми е мене многу важно е дека сме отворени за критики и за предлози и сакаме да го следиме патот на представниците од стартап заедницата од самата идеја до реализација на истата. Ви благодарам, Коста, на прашањето. Следното прашање доаѓа од само да ги проверам прашањата. Првото прашање доаѓа од Игор Маџов, кој што упатено од акселераторот УКИМ, како ние планираме да им помогнеме на компаниите во раст на бизнисот, на кои пазари би можеле да овозможиме поддршка. Споменав претходно дека наш стратешки партнер е Обединетата македонска дијаспора, која ни стави на располагање 25 ментори, кои што доминантно доаѓаат од Америка, Канада и Австралија. Нивното знаење, експертиза и вештини особено може да помогнат на компаниите како да влезат на тој пазар. Дополнително акселераторот УКИМ има склучено стратешки слични ентитети од Европа кои што ни помагаат нам и на нашите клиенти како полесно да пенетрират на тие пазари. Особено е важна улогата и на содружниците кои што со својата експертиза и ресурси може да го овозможат токму влезот на нови пазари. Особено сакам да го истакнам значењето на ревизорското друштво РСМ Македонија, кое што е присутно на 120 територии и земји, што значи дека било кој стартап кој сака да освои нов пазар преку нашиот содружник РСМ Македонија може да добие совети и мислења во однос на тоа каква е даночната, правната и финансиската регулатива за влегување на тој пазар. Особено е важно и знаењето кое што го носи развојната фондација Crimson, бидејќи тие се инвестицијски фонд кои што се најдолго присутни не само во Македонија и во регионот, кои што досега имаат инвестирано на 65 милиони евро. Така да нашата плејада на услуги се комплементарни и нашиот фокус ќе биде токму на давање на специјализирана, адаптирана програма за поддршка на компаниите, клиенти на во кои што веќе сме инвестирали. Следното прашање од Тања Марковска. Вршите валидација на вкупната вредност на Elevate Global и како го одредивме процентот на собственост во акселераторот. Ти благодарам, Тања, на прашањето. Тоа ќе би го оставил начинот на утврдување и валидација како дел на тајна на акселераторот УКИМ. Можам само да споделам дека изминатите неколку месеци работевме на длабински анализи за сегашниот и идниот потенцијал на акселератор, на Elevate Global, за што беа вклучени тимови од двете страни, за да можеме го постигнеме договорот за поддршка кој што е веќе подпишан. За сите дополнителни информации поврзани со инвестицијата во Elevate Global, јавноста ќе биде информирана во текот на наредните месеци.
Само да проверам дали имаме уште некое прашање. Ги одговоривме на Игор Маđов, на Игор Петровски, Александар Велков и Тања Марковска. Мислам дека немаме други прашања. Дали говорниците сакаат да додадат уште нешто? Согласно нашите сценарио и желбата да ги споделиме сите перспективи, мислам дека го исцрпивме денешниот дневен ред. Бидејќи со обраќањето на нашите гости се обидовме да ги прикажеме активностите кои се реализира во последните неколку години и да ве охрабриме вас, иноваторите, да се приклучите и да аплицирате кај нас. И благодарам на нашите почитувани говорници за учеството на виртуелната промоција на првата инвестиција на акселераторот УКИ. А вас, почитувани учесници, ве охрабрувам да ги реализирате вашите соништа со вас. Ви посакувам убаво сонување. Поздрав! Поздрав за сите и само напред. Пријатно. Пријатно, се најдобро.